И тргнавме, први рековме да поидеме некаде на летовање, после враќањето да појдам во селото. Верувајте ми, уште како дете тој пат селото мое село, како на сон го паметнав, и прочитав на една табела, пишуваше Едеса. Едеса во превод е воден. И верувајте, колата, не знам на кој начин ми заврти кон селото. Баџанокот ми замина. После застана, вака што му викам, не можам да издржам. Мораме да се вратиме. И отидовме во селото, уште кога стигнавме, уште не седнате на столица, стигна полиција. Дедо ми го оставил, значи, имотот на децата, но додека жива баба ми да го користи. И додека била жива баба ми, значи, го користевме имотот. Но, кога починала баба ми 55-та година, после една година од нашето враќање од Романија, државата ни го зема имотот. Фактички останавме на улица. А и ние имавме огромен имот од околу 45 ниви, 9 лозија, 8 ливади, 3 куќи и дуќан, и плюс овци и друго допиток. Сето тоа, татко ми го имаше напишано на нив. Јас зборев со тие, вика, ако имаше таква наредба, ако случајно татко ми од имотот го пише и на моје име, и на другиот брат што не постои, онда тој дел, вика, државата ќе го конфискува. И затоа го пиша на тие деца што се таму, а на мене пише што таму, не знам. 500 драхми. Моето семејство имаше од 3 страни имот. Од страна на мајка ми, татко ми и од дедо ми, значи. Имотот, значи, околу 14-15 хектари земјиште сме имале. Со тоа што имало шума, имало лозје и ред други работи. Ние имавме многу овци, кози, мислам од тој вид, и доста земја. Јас имам 20 хектари тоа, се Грција ми го звее. 20 хектари работно земје. Дедо ме мој ја купувал од турците тоа. И сепак после турците, кога се отидува, таа земја беше поделена на селаните, кои сте. Како ние избегавме, исто така, ние отидовме, нашата земја ама поделена селаните. Тоа се, како ќе биде, што ќе биде, никој ништо не знаеме. Некои документи постојат, ама не се целосни. Према кажувањето на овој најстариот брат, бидејќи он ги работил нивите, абе вика, ние неавме документи, бидејќи прво турско беше, не? После грчко, па после бугарско, а ние бидејќи во селото се знаеше. Ќе се омажи ќерката и даваме ова и ова нива, као чејс. Ќе се омажи и ова и се знае целото дека е то така. Доказ немаме за имот, затоа што целокупната документација изгоре со самото горе на селото. Не мислевме тогај на тапи, не мислевме на документи, на крштенички, на све што било, вика, или на покукнина што имавме нешто повредно да го зеваме, гледавме да се спасиме животот. Имаме, татко ми знаеме кај ги чуваше во едно коморче, имаше со клуч, таму ги чуваше. Ама тога како стана не можевме да влеземе, ти викам све искршено беше од авионите. И не можевме да влеземе, да бараме ништо, само гледавме што викате и лепче не земевме да јадиме. Оди ги имаме тапите, сакате да ги видите тапите од 830 година на арапски со воден печат, на арапско писмо? Тој и во Грција имаше жртви, и во Грција имаше палење, јас и таму бев. Меѓутоа македонскиот народ они го истребил тоа. Тоа беше и целта да се истреби. Затоа што кога нареди грчката влада да се вратат партизаните, учесници во Втората светска, во партизанството сега, нали? Втората година. Но пород грци. Тие што не се пород грци, не смее да се вратат. Значи, ни еден македонец, ја не знам што да правам, како да ги молам, немам право ја да се вратам, не ме сака, ја не сум пород грк.
Многу пата си ставам на прашање зошто го напуштивме ние. Борејќи се требаше да останеме. Што беше тоа, дали беше исто измама на комунистичката партија? Иако велеше ќе се бориме, ќе имате права едно друго, да не беше таков некој договор со режимот грчки, да не ичистат како такви македонците, да бидат чисто македонци, да грци, или навистина беше таа вистина дека ако се ослободеше, ако дојдеше до друг режим, ќе ги имавме тие права. Таа беше пропаганда грчка, вика, и децата што ги собра, и вашо ви истера, за да ни истребат. Грекјанската војна беше голема грешка. И највеќе страдаше македонскиот народ. Нема село што не е изгорено, нема село што не е испустено, нема село што не е бегано во Канада, во Америка, во тоа. На крај не победихме, а ние повеќе изгубихме отколку добивме. Дали исправна беше, ама друго чаре немаш? Како ќе добиеме слобода? Без борба? Оправдано беше. Оправдано, зашто ако не примевме участие во таа, ние немаше воопшто и да се признаваме што имаме егејска дел на Македонија. Тоа до денес сите го знаат од таа војна. Беше оправдано. Беше оправдано, инако сите ќе беа поколени. Многу пишат дека не требаше така да постапат, а не можеше. Секој ако дојди дома да те толчи и да те чини, што ќе праш, ќе бараш планина или ќе бараш друга држава да одиш. Така и ние моравме, без разлика, пострадавме, сторивме, ама не се жалиме. Тогаш почнав да бидам свесен дека ови луѓе преживеа една голема трагедија, екзодус во кој што не е баш, ние имавме, можам да кажам, некое условно срекно детство таму. Имавме се, имавме јадење, имавме храна, така натаму, детски игри и не мислиш на другата страна. Али кога се видовме со родителите, тогаш почнав да постанувам свесен дека да се поставаш вика зашто и да откриваш трагедијата и судбината. Во затвора многу ме маче, многу мала беба и бев убава жена. И кој ќе ме виде, ќе направи молба да ме земе за жена од фашистите. Ја не ќе, тоа се вика дилоси, не правев дилоси. Јас сум македонка и со сака мажо и децата и не ќе. И со сила. Ќе ме мача, ќе ме тепат, не само мене, сите. Не и не дал ни да се потпиша дека сум гркина, ни да се мажа за грк. Си дојду тука со фамилијата си ја собра. Порака сега до сите, не и егејци, не и тука македонци, не и бугари кај било, сите да сме сплотени, да не си го загубиме името, да не си го загубиме идентитетот. Тоа е најглавното наше, да се зачуваме. Ако се ги изгубиме, онда не вреди ништо. Што имаме, што немаме, секи не оди. Да се сакаме, да не речеме ти си егејец, ти си вардарец, ти си пиренец, ти си тоа. Сите сте едно, сите делиме една иста судбина, сите сте една крв. Има многу да се збори, само држите ја Македонија, да не го давате името. Не може никој да ни го зема името.
душа